СДСМ победи меѓу заболените од COVID-19. Амди Бајрам е мртов. Овие две вести изгледаат како да немаат ништо заедничко, но имаат. И двете се лажни вести. Социјалните медиуми се преплавени со дезинформации. Тие се шират како вирус. Но како настануваат и како допираат до толку голема публика? За да одговориме на ова прашање, мора сите да внимаваме да не се заразиме. Лажните вести, спиновите, дезинформациите постоеле од секогаш. Причината зошто сега толку многу се зборува за нив е поради брзината со која се шират и просторот што го зафаќаат, особено во дигиталниот свет. Современата технологија и социјалните медиуми направија многу лесно информациите да допрати до најзафрлените места, но истовремено направија да биде и многу тешко да веруваме во се што ќе прочитаме онлайн. Меѓутоа, доколку откриеме како настануваат дезинформациите, полесно ќе биде и да најдеме соодветен третман за нив. Едни ќе кажат дека се имуни на дезинформации, но всушност тоа значи дека веќе имаат симптоми и дека се инфицирани со лажни вести. Други ќе кажат дека лекот за спречување на вирусот од дезинформации е едноставен. Треба да престане да се споделува нивната содржина. Но не е толку лесно. Она што е лесно е да утврдиме дали информацијата е точна преку употреба на едноставни техники, што ќе ни одземат само неколку минути. Тоа ќе го направиме преку проверка на фактите. Звучи многу детективски, да, но за да провериме одредена информација и да го оцениме нејзиното влијание, треба да си ги поставиме следниве прашања. Кои се луѓето, медиумите што ја објавуваат информацијата и кој е нивниот мотив? Какви докази имаат за своите тврдења? Што велат другите извори за таквите тврдења? Ке се почувствувате како да сте детективи. Дезинформациите станаа главен декор за време на изборните кампањи, покрај митинзите, пресконференциите и платеното политичко рекламирање. Ке ви прикажеме неколку примери на дезинформации и како да проверите дали се точни. Денес гласаа 716 луѓе болни од COVID-19. Ова се резултатите. 560 СДСМ, 21 ДПМН, 135 неважички. Ова објава е споделена 68 пати. Дали ќе направите вест од овој твит или дали би го споделиле твитот на вашиот профил? Одговорноста секако не е иста, но техниките за проверка на веродостојноста на информацијата содржана во него се исти и за новинарите и за читателите. Авторот на твитот сугерира дека СДСМ има предност пред ВМРО ДПМН на денот кога гласаат болните од COVID-19. Како да провериме дали е точна ова информација? Прво, го проверуваме профилот на тој што го напишал твитот. Видете каква содржина споделува и дали е нечи поддржувач. Тоа треба да ви даде одговор на првото прашање. Дали овој профил има мотив за објавување на оваа информација? Понатаму, проверуваме дали има наведено извор на објавата или доказ за тврдењето. Нема. Затоа ние ќе провериме колку луѓе кои се болни се пријавиле за гласање. Со едноставна посета на веб страницата на Државната изборна комисија ќе дојдеме до податокот дека за гласање биле пријавени 723 болни од COVID-19, од кои 36 не гласале. Значи бројките не се совпаѓаат. Слична содржина се објавуваше на еден портал на денот кога гласаа болните и изнемоштените, лицата кои одслужуваат затворска казна и лицата во притвор. Неофицијално, кај болните и изнемоштените Николовски го победи Заев. Тоа не води до одговорот на последното прашање. Што велат другите извори за ваквите тврдења? Поради големиот број вакви дезинформации, Државната изборна комисија неколку пати демантираше дека овие гласови се бројат веднаш. Гласовите на оние кои гласале во посебни услови се бројат заедно со другите гласови, односно по официјалното затворање на гласачките места на 15 јули во 21 часот. Но не се дезинформации или наведувачки содржини само оние содржини што се објавуваат на социјалните мрежи. И дел од медиумите манипулираат со содржината, со цел да предизвикаат конфузија кај читателите. Често, затоа се користат и фотографии. И покрај тоа што се вели дека фотографијата заменува 1000 зборови, во нашиот пример, таа фотографија служи за погрешно наведување на читателите. Да го видиме овој текст. Фото. Си оди младината. Иселувањето од Македонија стана секојдневие, особено во последните 3 години. Насловот сугерира дека во објавата има фотографии кои покажуваат како младите си заминуваат од земјава. На првата слика се гледаат куфери, метеж на неодредено место од каде што се патува.
Само со едноставна проверка на автентичноста на фотографијата преку веб страницата tinai.com доаѓаме до податокот дека станува збор за фотографија што се вика одложување на патување и се продава од 2012 година. Дополнително, текстот е оправен со уште 2 фотографии кои се принт скринови од текстови од 2019 година. Но дали се тие доказ дека младината си заминува? Проблемот со иселувањето на младите е реален и за него се пишува со години. Но авторот на текстот, наместо соодветно да го представи одливот на мозоци, разочараноста на младите и нивната потрага по подобар живот надвор од земјава, ги манипулира читателите со наводни фотографии како доказ за заминувањето на младите. Некој ми кажа дека Амди Бајрам починал во Филип II. Некој да не разбрал нешто? Инфово ми од директор на клиника при Клинички. Темите како напад, несреќа или смрт на јавни личности секогаш добиваат големо медиумско внимание. Тие можат да бидат и извор на дезинформации во трката за објавување на што повеќе детали. Но овој твит не добил внимание. Нема никакви споделувања, ниту влијание. Ако уште малку анализираме, ќе откриеме дека тој што го објавил и самиот се демантира. Зошто би информирал директор на клиника на Клинички за наводно починато лице во друга клиника? Тоа е затоа што содржината во него е целосно измислена. Овој твит со лажна содржина не доби медиумско внимание. Потврдата за лажната вест дојде од наводно починатиот Бајрам, кој кажа дека се чувствува одлично. Сепак, демантот на политичарот доби медиумско покривање со цел да се спречи ширењето на дезинформацијата. Медиумите имаат токму таа цел – да изнесуваат проверени и вистинити информации, но за жал, не се сите медиуми со таква агенда. Сепак, остана нејасно со каква агенда била објавена веста дека Насер Зибери, предлогот за премиер албанец на ДУИ, е позитивен на коронавирусот. Ова информација беше објавена во многу медиуми, голем број од нив и кредибилни, кои се повикаа на своји извори или на објава од друг медиум. Таа се прошири со голема брзина, но речиси со иста брзина се прошири и веста дека станува збор за дезинформација. И за разобличувањето на оваа дезинформација со демант се јави и самиот Зибери. Но, прашањето кој прв ја објавил оваа дезинформација и кој бил неговиот мотив, дополнително ќе треба да се одговара. Ова се само малку примери преку кои може да се прикаже брзото ширење на дезинформациите, влијанието што може да го имаат тие, но и начините на кои можеме да провериме дали со ваквите содржини се манипулира со нас. Понекогаш нивната цел може да биде да се упати поддршка, да се мотивира јавноста на одредена акција, да предизвикаат бес, неверување, да служат како шега, но и како многу лоша шега за нечија наводна смрт. При напливот на толку многу информации и исто толку многу дезинформации, како да не изгубиме целосната доверба во она што го читаме онлайн. Многу е јасно дека никој од нас не може да биде експерт во се, ниту пак изворите од кои се информираме секогаш ќе бидат во право. И тоа се луѓе и може да се случи да направат грешки. Затоа е важно и граѓаните да ги развиваат своите вештини за проверка на фактите, бидејќи и тие може да учествуваат во создавање на медиумска средина поотпорна на дезинформации и да бидат лекот или еден од лековите за запирање на вирусот на лажните вести.